почитувана јавност, почитувани медиуми, почитувани граѓани, имаме можност да продискутираме за еден закон за кој што сметам дека треба да се испратат пораки на неколку суштини. Законот е практично стигнат денеска во собранието и веднаш ја закажавме Комисијата за финансирање и буџет и еве го на истиот ден на седница на собранието. И важно е да се подлече дека овој закон беше предмет на расправа помеѓу политичките партии, за кој што и бевме обвинувани, особено јас како претседател на матичната комисија, дека го кочиме. И искрено да ви кажам, ова денеска што го имам пред мене и текстот кој што пристигна од владата, укажува на тоа дека кочењето на ВМРО ДПМН на законите секогаш е аргументирано. И еве, со овој договор кој што го имаме денеска пред нас и кој што ќе го гласаат пратениците од мнозинството, укажува на тоа дека сите оние аргументи кои што сме ги кажале, односно она кој што сме го спречиле на силното носење на еден ваков закон, фактички ја заокружува целта која што успеавме да ја направиме заедно со вработените од овие комбинати кои што требаше да бидат затворени, ако тоа го направеше мнозинството, токму барем која го предлагаше тој закон. Што е важно да се каже и сакам да подлечам неколку работи. Со овие 100 милиони евра, кои што ние ги земаме заради тоа што електраните на Македонија имаат проблем со ликвидноста, е еден тотално сликовит начин колку неспособно се менаџираат овие институции или особено владата или сите институции на системот. Од прилика 25 милиони евра беа оставени во депозити и од прилика 5 милиони евра во плюс беше оставено ова предпријатие Електрани на Македонија кога ВМРО ДПМН ја напушташе власта. Сега во овој момент ние во собрание зборуваме за 100 милиони евра, од кои што 20 милиони евра треба да додат за оперативни трошоци, плата да земат вработените, не за нешто друго, за сервисирање на долгови во предпријатие кое што само за 6 години од едно од најуспешните стана еден од најголемите загубари, поголем загубари од МЖ транспорт и МЖ инфраструктура, замислете Елем, и од прилика 55 милиони евра за набавка или за купување на електрична енергија, со што се поставува прашањето зашто да купуваме кога нели сме произведувале. И сега зошто се потребни овие пари? Заради тоа што претходната година Електрани Македонија имаат склучено 23 договори во 4 очи, над 21 милион евра и замислете за што се склучени овие договори за набавка, односно за ангажирање на услуги за дополнителна механизација, нешто кое што прво го направивте кога дојдовте на власт. Значи за ископ, за тендери во 4 очи, ако ги видите најголемите 10 договори кои што се поделени во Македонија во 4 очи, првите 5 или 6 се на електрани, од кои што 3 се за ангажирање на дополнителна механизација, од кои што сите 3 фирми се на фирми блиски на СДСМ, за што е јавноста известена. Сега што е суштината. На 6.11.2022 година вие не обвинувавте тогаш дека ние сме лажеле, дека намерно сме го кочеле овој заем, дека не сме сакале да бидете успешни, дека успешно сте се справувале со енергетската криза. И тука пред мене имам член 3 од спроведување на проектот, тоа е овој документ тука, или еве за да видат граѓаните, еве, овие се тие договори, со кои што ние, како пратеници, собранието требаше да биде гарант на обврските кои што се превземени од овој договор, а со кои што требаше постоечката термоелектрана на Јаглен 8 до 31 декември 2023 да се затвори и термоелектраната Битола до 31 декември 2027 година да биде затворена. Тогаш вие, пратениците, функционерите на вашата партија, велевте лажат, шират хистерија, Мицкоски не знае, а ние ви велевме тогаш многу директно како што ви кажуваме сега. Овој заем нема шанси да помине, затоа што прво нема да биде ставен на дневен ред, сила таква нема што ќе не натера да ставиме на дневен ред закон со кој што треба овие термоелектрани да бидат затворени и само еве во Пелагонискиот регион над 7.000 луѓе да останат без работа, 3.000 директно вработени и од прилика 4.000 кои што флуктуираат. Исто така тоа се случи со Осумеј и продолжија нападите од ваша страна. Имавме средби со министерот за финансии, со економија, ни доаѓаа тука емисари како што сега ги праќате да не убедуваат, ама не разбирате вие дека не е не во Македонија и не е за било кого кој што доаѓа надвор. И ние им кажавме, прво ќе си го смените договорот во владата, ќе си направите еден усогласен текст во владата, ќе си го пратите до ЕБОР таму на управен одбор да ви го одобрат и потоа ќе го вратите во собранието. И еве денеска ова е новиот текст кој што собранието треба да го гласа
и за кој што доколку вие не знаете, треба некој да ве научи дека тоа што ќе го гласате како гарант, тие обврски ги превзема Република Македонија. И кога тие обврски ќе ги превземе Република Македонија, доколку не се исполнат, народот ќе ги плати пеналите. Нема да ги плати СДСМ, нема да ги плати ДУИ, туку народот, од народни пари. И замислете, почитувани граѓани и новинари, во новиот текст на договорот, кој што е вчерашно усвоен на седница на влада, си пишува вака: ќе се деактивира термоелектраната Осоме со рок кој што е надвор од предвидениот како рок за враќање на кредитот. Односно, значи, дека со новиот текст во кој што вие ги поместувате роковите на стариот договор, вие признавате дека тоа кое што ВМРО ДПМН ви го укажувало, тие акти кои што ВМРО ДПМН ги правеле, биле во право. Еве го договорот, ова е од вашата влада, вие ќе го гласате ова сега. Нема ја да го гласам, вие ќе го гласате. Комплетно признание за тоа дека вашите тези пропаѓаат. Сега, што е клучно? Граѓаните треба да бидат од тие региони мирни, затоа што, согласно договорот, има 6 месеци грејс период и 5 години можност за враќање на кредитот. Односно, ако домаќински се менаџира, ако навремено се враќаат ратите, а мора да се враќаат, затоа што ние ќе бидеме гарант, овој кредит ќе биде вратен за отприлика 5,5 години од овој момент, што значи дека во тој момент се исполнуваат обврските и затварање на термоелектраните нема да има. Никој нема да биде оставен на улица. Никој нема да биде оставен на улица. А ако ве послушавме вас тогаш, и ако не издржавме на притисокот кој што го правите за све во оваа држава, и ве послушавме како аматерски вие сакате да носите вакви закони во собранието, сега веќе на крајот од оваа година ќе требаше да го затвориме Осуоме, а за 2 или 3 години од сега ќе требаше да ги оставиме луѓето од Рек Битола без работа. Ете го признанието. И сега, од тој момент натака, кога ќе ве тера некој да излегувате на пресконференции и да прозивате колеги дека овој кочел, оној кочел, треба да знаете дека еве го аргументот. И не дозволувајте луѓе кои што не се пратеници, луѓе кои што се активирани во прес партиските центри да ве местат, затоа што еве ги после неколку месеци вие сами признавате. Сега овој текст на закон, овој договор ќе си биде пратен до ЕБОР и тоа е една добра работа, една позитивна порака би кажал, дека кога власта и опозицијата ќе изнајдат решение како што го изнајдовме и 7 месеци ние го нудевме, тогаш не постои меѓународна инстанција или институција која тоа нема да го прифати. А истото што се случува сега, 7 месеци подоцна, едно одредено дежаву, ви го кажувам и за даночната реформа. Истото ќе биде подеднакво. Еве ги доказите и вие сте демонтирани од вашата влада. Затоа, како пратеници, треба во наредниот период кој што ни е останат од нашиот мандат, да размислувате мудро. Не така како што ќе ви каже некој, туку нека биде клучната порака од ова, кое што сега го имаме пред нас, дека доколку власта и опозицијата најдат начин да ги надминат проблемите, не само овој конкретен, туку било каков проблем, и ако одлучиме дека тоа што ние го правиме е добро за граѓаните, уште еднаш ќе ви повторам, не постои меѓународна или инстанца некоја која што е од надвора, не е од Македонија, која што може да изврши притисок или да го преформулирам мојот заклучок, не постои меѓународна инстанца без разлика за кого се работи, кој што нема да ги прифати аргументите на сите политички чинители. Благодарам.